Рапортот од Брисел, без оглед дали е исполиран со диминутив или не, покажува дека во маратонската трка за интеграција, без прескокнување на големата источна пречка, останува да се надпреваруваме со самите себе си, во традиционалната македонска спортска дисциплина тапкање во место. Не можеме со години да стоиме на место и да се бориме со истиот проблем, а гледаме дека тој не се решава само од себе. Треба или болно решение, или болно откажување, не знам што друго. И не се само крупните прашања мачни, туку и оние другите, кои се користеа за да се споредуваме со останатите. Сите на кои им правевме друштво истрчуваат напред во колоната, бидејќи за нас, во повеќе сфери, мерна единица стана стагнацијата. Ситуацијата никаде не е розова, но тоа не може да не биде изговор. Ние бевме каде понапред од сите други и во овие реформи, а сега сме на напредок 0. Во некои работи можеме и повеќе. Изборите завршија, па може да се подвлече црта и да се направи сума сумарум од ефектот кој бил постигнат од претходната гарнитура на локално ниво. Тука барем резултатите се европски, ако ништо друго. Барем оти се пресметани од таа валута. 128 локални јавни предпријатија, од кои 70 се во загуба. Загубите им се 17 милиони евра, а околу достасаните обврски неплатени околу 200 милиони евра. Знаете за која пара зборуваме? Тешката ситуација сепак лесно ќе се надмине, особено во Скопје, каде веднаш беа засукани ракавите, и тоа не од никој друг, туку токму од тие истите, кои изминатите 4 години изгледа беа во хибернација. Скопјани не треба веќе да зборуваат за себе. Дека градот бил без превоз, без јавни услуги, без комунални услуги, се затрупува во ѓубре, инфраструктурно лошо, дека е затрупан од згради, дека нема кај да се паркирате, дека ви треба 5 сати да се возите по семафори и така натаму и така натаму. Скопјани си го направивме изборот. Истите 10 плюс 1, 11 началници ги избравме, освен во една општина. Сега кој не е крив? Никој не ни може да биде виновен од изборот беше таков. Не баш голем, а во него тие што очекувано треба да понудат алтернатива. Не само како да не беа на ниво на задачата, туку опште впечатокот, како и да си нема дадено задача. Имаме втори последователни изборен циклус, значи ги имавме парламентарните пред години, били председателските и сега локалните избори, каде што практично како СДСМ да беше отсутна од изборниот циклус. И на крајот, причините за најавеното отсуство може да се предпоставуваат. Знаете, кој ќе се створи одредена перцепција, а вие не превземате чекори таа перцепција да ја смените, да ја прикажете поинаква и така натаму, таа станува вистина. Таа перцепција и која што сега има дека наводно постои одредена соработка помеѓу ВМРО и СДСМ за одредени теми и така натаму, дека се тоа е направено, е перцепција која што ние мораме да ја разбиеме на некој начин, ако тоа не е вистина. Политиката не е фудбал, па нема ни вар. Оттаму може да се претпостави дали во играта е направен ненамерен фаул или се работи за договорен пенал. Ама без оглед на се, топката име во аут.